Неделјска сме тука, голем празник за зеленчиите, пред се на чеварите, кои е еден од најпознатите брендови не само во Македонија и пошироко на Балканот, една традиција и вие тоа го покажете со вашата работа во изминатите 20 години како еден од најпрепознативи град на чеварството. Затоа овој ден претежно го посветуваме на чеварството и на другите занаети, меѓутоа традицијата Свети Спиридон продолжува и сметам дека и на тамошниот период ќе се обидеме како иницијатива да го направиме како бренд на градот. Значи, заштити на градот беше една идеја. Меѓутоа, тоа се одлуки кои се носат со еден друг тип на одлуки, консензуално, со паритет, така да духовните празници кои во изминатиот период не успееме да ги поставиме како традиција во град Куманово, во тамошниот период ќе се обидеме да направиме одлука политичка за да направиме заштити градот. Ние претежно размислуваме во насока Свети Никола и Свети Спиридон, бидејќи Свети Никола е сабраната црква, Свети Спиридон најголем бренд е чеварството, заштитник на зеленчиството. Меѓутоа како да е денеска еве во еден скромен амбиент, адекватен со случувањата економски во државата, правиме еден коктел, некако порано правиме малку по-помпезни заеднички дружби, од аспект што и сугестијата на владата е да не се прекорашуваат некои норми во оваа состојба каде имаме условно развиена економија, а имаме економски пад. Меѓутоа, каква да е состојбата, таква е, вие сте издржливи и сте научили да живеете, да работите во разни услови на економски прилики. Се надевам дека наредната година ќе ви даде можна шанса за поголем економски развој, за поголеми вработувања и се она што го чини амбиентот за економскиот развој во град Куманово. Пред се вие како носители и најголеми носители на економскиот развој, ви го честитам празникот, заштитникот на вас чеварите. Ви посакува среќа нова година, среќа божични празници, се најдобро и во наредни години со поголем елан и ентузијазам да го градиме економско просперитет на Куманово. Среќна слава, среќна нова година, среќен Божик, да сте живи и здрави и да продолжиме во насока.